Го повикуваме председателот на Советот на општина Росоман, господја Марионка Печевска, да ја отвори свечената седница на Советот на општина Росоман. Повелете. Почитувани дами и господа, почитувани гости, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани сограđани. Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам свечената седница на Советот. За оваа седница немаме дневен ред, единствен дневен ред ни е излагањето на градоначалникот, кој што во кратки црти ќе ве запознае со работењето на општината. А сега, по повод денот на општината, го повикуваме да се обрати градоначалникот на општина Росоман, господинот Бранко Јанев. А веднаш потоа ќе проследиме видео презентација од сработените проекти. Повелете. Почитувани гости, почитуван градоначалник на општина Градско, господин Роберт Бешовски, почитувани советници, почитувани гости од Република Романија, почитувани представници на сите државни институции, почитувани гости, почитувани другари, пријатели, да сте ми живи и здрави и добре дојдовте. Чувството е големо и задоволство и чест што денес сме сите заедно на ова за нас големо чествување по повод денот на општина Росоман. Општина Росоман постои и функционира 23 години. Единствениот пат до успехот е ако дадете повеќе од тоа што се очекува од вас, без разлика за каква задача станува. Јас ќе зборам за реализирани проекти, решени проблеми, бидејќи вложуваме сите ресурси, максимално ги ангажираме, ние ја градиме нашата општина, која заслужува да биде европска урбана средина со задоволни граѓани. Работиме со голем ентузијазам, мотивираност, честност, енергичност, одговорно посветена со работа која носи подобро секако во соработка со вас, одговарајќи на вашите потреби и барања. Свесни сме дека работите преку ноќ не може да се решат. Апелираме на истрејност и трпеливост. Важна е посветеноста, желбата да се помогне и најде решение во рамките на можностите. Помагаме и тогаш кога немаме одредени надлежности, имајќи предвид дека одредени прашања се од општи интерес за општината. Во изминатите 2 години, вложувајќи многу труд да делуваме во вистинска насока, создадовме поволна клима за новите капитални инвестиции кои ќе донесат подобро утре за граѓаните на општината. Значените инфраструктурни проекти во рамките на социјалата, образованието, активностите на јавните предпријатија, инвестирањето во патната инфраструктура и ред други проблеми донесува нова димензија во секојдневниот живот на луѓето. Поставивме високи стандарди кои верувам дека ќе ги постигнеме, на чија реализација секојдневно работиме. Работиме тимски и настојуваме општината Росоман да биде отворена општина за сите, кои што со своите идеи и иницијативи можат да го дадат својот придонес. Транспарентноста, отчетноста и работата која носи подобро остануваат да бидат едни од основните постулати врз која што ја темелиме општинската политика. И тука не застануваме. Во периодот што ни следува, ќе продолжиме со поголемо темпо и нова енергија да се фокусираме на главните приоритетни проблеми и интензивно ќе продолжиме во реализација на зацртаните развојни проекти. Како општина, заедно со својот тим, отворени сме за меѓународна соработка, свесни за бенефитите која ги користи и која ги користи нашата општина и граѓаните на општина Росоман. Како градоначалник останувам доследен и посветен на својата должност, да ги следам потребите на граѓаните, на децата, учениците, пензионерите, спортистите и сите останати граѓани и да дадам мој активен придонес во остварувањето на капиталните проекти во соработка со владата на Република Северна Македонија.
Организацијата на квалитетен живот нема почеток и крај. Може да има само почеток на една поинаква политичка култура. Сакам да се заблагодарам на моите сограѓани, бидејќи овој концепт што го градиме, никогаш не може да се направи без нивното трпение, зашто времето е категорија која едноставно мора да измине за да има препознатливост новото. Секогаш вас, граѓаните, ви имаме како партнер во креирањето на стратешките цели, во креирањето на визијата за подобра општина Росман. Успешноста на една општина подразбира континуиран раст и развој. Ние сме токму на овој пат. Во оваа прилика би сакал да изразам и благодарност на општествено одговорните фирми кои се потрудија со свој придонес да дадат значаен ветер во развојот на општините, а тоа се фирмите, компаниите Синсаритас, Градба Промет, Машинокоп, Јого Транспорт, Макаус и ред други компании кои еве во оваа прилика не ги спомнувам, но се надевам дека нема да се навредат, меѓутоа даваат исто така свој придонес во развојот на општината, а секако е тука и господинот Марко Колев, директор на Вардарски плански регион, кој максимално се труди нашите идеи, проекции да ги реализираме односно со нивна помош од Вардарски плански регион, а во тоа еве до сега и максимално и успеваме. Му благодарам и на него. Верувам дека во 2020 година заеднички ќе продолжиме да ја градиме европската перспектива во економска, стабилна и независна општина, со транспарентна и одговорна власт, со среќни и задоволни луѓе. Во ова прилика би сакал да спомнам и само некои од проектите за воиднина на кои што работиме и кои се надеваме дека, односно за кои што веруваме дека ќе имаат исто така придонес во креирањето на поубав живот за сите граѓани. Тоа се предизвици за наредната година, како еден од нив, еве, можем да го спомнам, уредувањето на централното подрачје во Росуман, некои од поважните улици во Росуман, но се разбира нема да ги заборавиме и оние помалите, но не помалку важни. Очекуваме во мај месец да ја комплетираме реконструкцијата на старото училиште, каде работиме интензивно и наредниот ден на општина Росомон, односно идната година на 17 декември, очекуваме дека овој настан ќе го реализираме во просториите на реконструираното старо училиште. Остануваат и другите населени места, секако дека и нив нема да ги заборавиме. Во Сирково остана уште еден мал дел од улиците нереализирани. Одиме на решавање на еден од поголемите проблеми на една од оштетените улици, ризична, тоа е со еден проект преграден зид. Ќе работиме во Манастирец на санација на влезот, ќе работиме во Трстеник на исто така изградба на уште една улица, во Рибарци на уредување на улицата до црквата, во Дебриште решавање на проблемот со водата, истото тоа решавање, односно проблем во Дебриште решавање на проблемот со водата, во Камендол, кој што е моментално активно градилиште, исто така ќе се потрудиме да ги решиме некои од актуелните проблеми и се разбира ни останува уште најгорното село Мрзен, каде што уште еден сосем мал дел имаме да го решиме. За крај на моето обраќање, на сите сакам да ви го честитам денот на општината. Меѓутоа, со оглед на тоа дека сме крај на годината, а почнуваат празниците, секој од нас слави некој од овие наши православни слави. Најпрва е Свети Никола, на сите сакам да ви го честитам и Свети Никола, а бидејќи многу скоро доаѓа и нова година, ви посакувам најпрво да сте живи и здрави. Тоа е пред се, да ви биде среќна нова година и нормално здравје и успех во наредната година. Благодарам. Традиционално, на денот на општината им се доделуваат пофалници
на ученици кои се истакнале по својот успех и ученици кои го промовирале училиштето и општината во воннаставните активности. За оваа година тоа се учениците Дарија Делова, Рената Јанева, Емилија Костовска, како и Бранкица Несторовска, која во категорија правен техничар освои прво место на државен надпревар и стана лидер на струка. Ги покануваме на сцената. Пофалниците ќе ги додели советникот Ристо Јошев, председател на Комисијата за образование, спорт и култура, кој воедно ќе додели пофалници за достигнување во спортот за Саше Дуков и Слободан Дуков, кои како членови на ФК Росоман имаа исклучително успешна година. Штом тапан ќе грмне со подземен екот, во градиве зошто жал лута ме стиска, во очиве зошто ми навира река, и зошто ми иде да плачам ко дете, да превијам раце, да прекријам лик, да гризам јас усни, стегам срце клето, да не пушти вик. О, тешкото, старци излегуваат еве, на чело и мисла, во очи им влага, и првиот чекор по меката трева е мирен и бавен со здржана тага. Но рзнува тапан и писок се крева, и молња светнува во секој глед, и напред се спушта, се стрелка, се слева стегнатиот ред. До старците скоком се фаќа еве, не издржа срце, сив сокол во клетка, не издржа пламен, жив потулен во око, не издржа младо што сака да летне, се залоро, се заврте земја и чиниш, се корне стреснатиот век. И околу трпна тридишта темни и враќаа тек. И Божем се врасо кипнатото оро, со исконска сила на земјава наша, и во него шуми на реките зборот, и во него рика див ветер и страшен, и во него шепнат узреани житја, и вечерен мирис се разлева тих. И земјата диша во пролетна ситост со запален здив. Душата чиниш народот мој мачен, во тешко во оро се уткала сета, век по век трупал се попусти мрачен, од крвава болка, од робија клета. Век по век што нижел од корава мисла, за радост на челат, за слободен свет, од песна за љубов што гине со писок, ко жера во лед. О, тешкото, кога во мог да те гледам, на очиве магла ми напаѓа сура, и одеднаш безкрај се растега редот, и ридја се губат, в постелија штура. И еве кајде од маглата матна, се сенка до сенка, се еден до друг, во безкрајно оро, син оди по татка, по деда си внук. О, тешкото, Синџир ти беше на робија, дур не стана народ, од листена гора, се дури со јадот, од векови собран, не понесе бујно, бунтовничко оро. Се залула танец, низ крвје и оган, и повик се зачу, и грмеж во чат. Те разнесе сегде бунтовната нога, по родниот кат. О, тешкото, сега по нашите села, во слобода прв пат штом ке оро сретнам. Зар чудно е солза да потече врела, зар чудно е жалба јас в срце да сетам. Од вековно робство, мој народе, идеш, носиш ти в срце дар златен и бој. Пченицата твоја триш плодна ке биде и животот твој. Помози Бог, Аџија. Што бараш ти овде? Јас дојдов да те молам да се простиме. Немам со кого да се проштевам. Имаш, Аџија, имаш. Со ќерка ти, од жал за неја дојдов. Плаче милата за мајка ѝ. Аџија, имај милост. Реков и пак ќе речам. Од кога побегна Ленче за син ти, јас немам ќерка.
Аджија, крвта вода не бидува? Ајде, мори, ти ли мене ке ме учиш? Не, Аджија, ти си паметен човек, на Божи гроб си се поклонил, на Бога си се приближил, да се простиме, на душмани кев да расипеме, уста да им затвориме, што ти не измислуваат. Колку пати ми рекле, Аджијата ти е најголем душман, тој ќе ти го испрати син ти в затвор. Зар би го сторил ти тоа? Не, Аджија, ти немаш такво срце, зар на својата керка? Реков, јас немам черка. Добар ден, брате. Што бара ова монстра овде? Зар се уште има образ да стапи во оваа куќа? Јас сум дошла за Арно, Мирсо. Не сме брале заедно Афион. Та на име да ме викаш Афионарке ни една. Колку си дошла за Арно, толку Арно да видиш. Ако? Ако? За вас ако е Арно, за нас не е. За вас е Арно да се родите со ваква богата фамилија, а за нас тоа е најголема срамота. Така. А зошто да е срамота? Зошто да ти пукнат и да ти треснат? Немој така бе. Како немој, не ли ја гледаш стара лисица? Се преправа, божем не знае ништо. А јас неизе добро ја познавам, вештица, таа магиопсница, на Ленчи направи магии. Леле, што зборува? Знам ја што зборувам. Зар би дошла таа при ваква куќе како Сарај, во вашата плевна? Зар при толку чорбаџиски синови би дошла за таков сиромав? Ама ете, и ги заслепе очите, и го заврте умот со своите магии. Магии? Јас да правам магии? Тоа да ми се рече. Туку ако, велиш магии, а кој ми го омаѓоса мене детето да се заљуби во неа? Меракот. Меракот ги омаѓоса и него и неа. Поголеми и потешки магии од тоа нема. Видиш потош потосана, види како мудрува стара лисица. Ја слушаш ли? Доста, не ке веќе да слушам. Доста се каравте, не сте, да речем, на фурна или на чешма, или во Амам, туку ваѓиска куќа. Јас не се карам, Аджија. А јас од 20 држам да не се степам. Ми се иде да ја фатам за коси, да ја тргам, па се до влакно да ја искубам. Леле, до толку ли? Што сум ти сторила? Уште и прашуваш? Ајде те молам, фати джене Маргат ке ни една. Ако, се ќе го однам. Ајде, седете со здрави. Сирото Ленче, што ќе му кажам? Бре, јас се назборував, ама твоето викање, да речем, ја дотолчи. Море, не сакав пред тебе, та убаво ќе ја подбере. Туку ајде, морам да одам. Чекај, вората стои, ти не стоиш, ќе излеземе заедно.
Како десења во крелек стани, не стануваме веќе пладне. Тоа е ова е тоа, тоа е тоа, тоа е се. Чукни во древо, истина е, навре пролет живи сме. Чукни во древо, чукни 3 пати, заедно насмејаси ти. Hvala, благодарам. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and a boyfriend too. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.